Вие сте начело на Министерството кое според закон и устав се занимава со делот од општеството социјална помош. Последиците од ова не сека секако ќе бидат социјални. Имате ли и посебен министерски план кој веројатно ќе биде вклопен во владиниот за помош на социјално ранливите групи? Од друга страна го имате селото Црнилиште, каде што има еден добар број на луѓе кои примаат социјална помош. Какви се плановите на министерството? Јас само можам да им порачам на граѓаните дека системот на социјална заштита функционира и тоа го покажавме во периодот на пандемијата, прилагодувајќи ги критериумите за олеснето влегување на граѓаните во социјален ризик во системот. Доказ за тоа е зголемениот број на семејства кои што влегува во системот на социјална заштита, дополнителни 7.500 семејства од претходните 27.000. Во состојбата која после скенирањето на состојбата и нашите екипи Центар социјална работа Берово кој што е надлежен и за Пехчево е на терен, исто така и во Делчево, ние ги имаме информациите од терен, меѓутоа сега за сега она што е состојба на теренот е под контрола. Сите барања за влегување во системот, за добивање на социјална помош, секако дека ние сме дополнителни, ние сме во состојба да ги апсорбираме и да одговориме на барањата на граѓаните. Министерството ги има во својата проекција, во буџетската проекција средствата кои што треба да одговарат на потребите на граѓаните кога се најранливи, односно во состојба на ризик, а тоа е ситуација. Веројатно ќе има јавен повик после ова од министерството како треба да аплицираат оние кои ќе бидат погодени. Кај нас постојано е отворен повикот. Сите кои што имаат потреба се обраќаат до Центри за социјална работа, се излегува на терен, се прави проценка и влегува. Дополнително имаме други алатки кои што помагат во ситуација на ургентни акутни состојби, како што е еднократна парична помош во одреден износ кој што би им помогнал на граѓаните, така да ние сме подготвени да одговориме на потребите и на нивните барања. Благодарам.